Good evening. This is Peter Vertkovsky on 2NEO FM 103.7 in Newcastle and Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкастел и околината и поважни вести од Македонија. За сите горе наведени редоследни програми со вас е вашиот водител и уредник на македонската радиопрограма овде во Ньюкастел, Австралија, Пеце Вртковски. Да ги проследиме и соопштенијата. Важно соопштение овде од управата во Ньюкастел. Се бара помошник на попо Пецо Петровски, тоест притруп, овде во нашата православна црква Пресвета Богородица Ньюкастел. За повеќе информации околу тоа јавете се кај преседател Саше Стојчевски на 0408 490148. Да најавиме нешто ново за игралната група и македонското школо. Како што знаете, досега се одржуваше тренинг во среда, а сега од петок, 24 април, ќе се одржува часови по македонски јазик од 5:30 до 6:30, после пладне, во нашиот македонски културен центар. После од 6:30 до 7:30 ќе тренираат играорците, значи секој петок во нашиот македонски културен центар. Имаме нови наставници кои ќе ги учат децата македонски јазик и култура. Сите сте добро дојдени. Како што знаете, се одржува ручек во нашиот македонски културен центар секој четврток од 9:30 до 1 сатот после ручек. Се игра бинго од 10 до 11:30, после се дава ручекот. Сите заинтересирани за овој ручек, јавете се кај Сузи Цветановска, координатор на 0434 429166 и кај Сузи Лајмановска 0431 117602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Цената за овој ручек е $20 по лице, со 4 врсти јадења. А сега да проследиме нешто од Македонија. Мицковски што вели да видиме од Виена. Убеден сум дека само заедно можеме да ја движиме државата напред.
Премиерот Христијан Мицковски денеска во Виена остварил средба со нашите сограѓани од македонската дијаспора, со кои, како што објави, разговарале отворено за предизвиците, но и за можностите што ги имаме како држава. Мицковски, како што објави на својот Facebook профил, на средбите повикал да размислат за враќање, за инвестирање и за активно вклучување во развојот на државата, посочувајќи дека, како влада, работиме посветено да создадеме стабилна и предвидлива бизнис клима, која ќе ги охрабри таквите чекори. Посебно ја истакна важноста од продолжување и продлабочување на пријателските односи со Австрија. Блискоста меѓу нашите земји е јасна, а таа треба да ја претвориме во уште поголема економска соработка и нови инвестиции. Испратив порака до нашите луѓе во дијаспората. Тие се нераскинлив дел од Македонија, објави Мицковски на Facebook. Само оние кои имаат македонско државјанство ќе можат да бидат пратеници. Николовски од Виена јави: дијаспората вклучен партнер за инвестиции и економски раст. Овие средби, напиша Мицковски, се важни затоа што градат заедништво и доверба. Убеден сум дека заедно со поддршка од дијаспората и со силни меѓународни партнерства можеме да ја движиме државата напред. Работиме посветено, чекор по чекор, со јасна цел, економски развој и подобар живот за сите наши граѓани, објави Мицковски. Мицковски заедно со владина делегација престојува во официјална политичка и економска посета во Виена, Република Австрија, во рамки на која, како што е најавено, ќе оствари средба со канцеларот на Република Австрија Кристијан Штокер. И нешто друго со Мицковски. Мицковски со дијаспората. Создаваме услови за нивно враќање, за инвестирање и за активно вклучување во развојот на Македонија. Премиерот Христијан Мицковски денеска во Виена оствари средба со нашите сограѓани од македонската дијаспора, со кои, како што објави, разговарале отворено за предизвиците, но и за можностите што ги имаме како држава Македонија. Мицковски, како што објави на својот Facebook, на средбите повикла да размисла за враќање и инвестирање и за активно вклучување во развојот на државата. Посебно ја истакна важноста од продолжување и продлабочување пријателските односи со Австрија. Блискоста меѓу нашите земји е јасна. Овие средби, напиша Мицковски, се важни затоа што градат заедништво и доверба. ВМРО ДПМН со предлог закон пратеник да има само македонско државјанство. Пратеник да биде само лице со македонско државјанство. За останатите со двојно или тројно да нема место во собранието. Група пратеници од ВМРО ДПМН поднесува предлог закон чија цел е да се обезбеди целосна лојалност кон државата, но и да докаже дека опозицијската СДСМ се служи со лаги и објавува дека дел од актуелните пратеници покрај македонското имат и бугарско државјанство. Ова завестите носител го изјави Бојан Стојановски, еден од петмината потписници на предлог законот за кој СДСМ тврди дека има бугарско државјанство. Во услови кога нема регистар на лице со двојни државјанства, тешко е да се докаже кој има, а кој не двојно државјанство. Стојановски дисидент има начин како да се провери. Постојат изјави кои ќе ги потпишуваме и со кои ќе гарантираме дека немаме двојно државјанство, изјави Бојан Стојановски, пратеник од ВМРО ДПМН. Пратениците ќе одлучуваат дали ќе прифатат вакво законско решение за кои треба мнозинството од 61 пратеник. Законот би важил само за овој парламентарен состав. Ако се изгласа, ние петмина пратеници ќе се замениме од овој состав, но јас мислам дека СДСМ пак ќе најдат начин како да не го изгласат законот, додава Стојановски. Инаку, истиот предлог закон ВМРО ДПМН го поднесе уште пред 5 години на тогашното мнозинство, пратениците од СДСМ и ДУИ го одбија. Од европските земји пратениците не смеат да посетуваат двојно државјанство, само во Бугарија и Литванија.
Што ќе испорача собранието за Европската Унија по политичката влада во Софија? Политичката влада на Радев во Бугарија ги замрда и македонските пратенички групи и власта и опозицијата гледат шанса за нови вистински разговори со официјалната Софија. Сепак, народните избраници од двата блока имат различни ставови што треба да се испорача кон Европската Унија. Од мнозинството вела дека се подготвени да кренат рака за реформските закони, но за уставните измени кои се дел од преговарачката рамка. Се уште важи условот за гаранции од Бугарија. Смета дека дел од проблемот е и самата опозиција, која не подава рака за национален консензус. Лидерот и пратеник на опозицијската СДСМ Филипче, пак и вчера на Сител го повтори нивниот план. Прво, уставни измени за брз влез во Унијата, што би значило подобра позиција во односите со Бугарија. Тој ја обвинува власта дека е главниот проблем за конечните евроинтеграции. Од Европскиот фронт надуи вела дека домашните реформи се наша задача, но потенцира дека и Бугарија има обврска да гради добрососедски односи. Вчера и собранискиот спикер Гаши посочи дека постапката за уставни измени е полесниот дел од процесот, но дека не може да се случи без политички договор со Бугарија. Укинувањето на пржинската влада влезе во собрание. Кога и да се одржат, наредните парламентарни избори ќе бидат последни кои ќе ги организира техничка влада. Измените на законот за влада со кои се предизвикува нејзиното укинување влегува во собраниската процедура. Иако преодната влада за спроведување на избори на пратеници во собранието во конкретен историски контекст имаше одредена стабилизирана улога. Нејзината континуирана примена со текот на времето се покажа како нефункционална и финансиски неоправдана, се вели во образложение на предлог законот на кој е потпиша министерот за јавна администрација, кој предлага скратена постапка. Иако следните избори ќе ги организира техничка влада, во СДСМ констатира дека на премиерот му се брзало. Се што СДСМ го посочуваше изминатиот период се потврдува. Власта шверцерски протнува законски измени на законот за влада. Сакаат да ја укина техничката влада, односно единствениот механизам за контрола во изборен период. Ова доаѓа по силниот пад на довербата на граѓаните на ВМРО од над 150.000 гласови. Падна и ментарот на Мицковски. Виктор Орбан се очекува сите процеси во Унијата за испитување на бизнис релации да започнат со формирање на новата влада. Очигледно почнува да му се брза на Мицковски, се вели во соопштението на СДСМ. Премиерот Мицковски бараше укинување на техничка влада уште додека беше во опозиција. Затоа во јануари свика и лидерска средба на која единственото празно столче беше тоа на Филипче. За укинување на пржинската влада потребно е просто мнозинството од вкупниот број на пратеници. А сега, почитувани слушатели, ќе слушниме убавата песна од групата Круна. Песната носи наслов Свекрва си мајко. Браво за Орде Неделковски, изведувач на песната. Majko stara, sino tvoj se oženi, nevesta si sema mlada, sve krva si majko ti. Vesela si majko stara, sino tvoj se oženi, i vo kuća lična sna, tebe kjete od meni. Ajde, ajde, da pa nabije, da sreća majko ne se krije,
zaigraj so pogačavoraga, sedom moma što ja sakam. Ajde, da pa nabije, ta sreća majko ne se krije. Zaigraj so pogačavoraga, sedom moma što ja sakam. Vesela si, majko stara, kućasna dočeka. Blagoslov ti, davaj se gas, rekni da sme do veka. Vesela si, majko stara, kućasna dočeka. Gospod reka, dava majko, od nas mili vnučinja. Ajde, da pa nabije, ta sreća majko ne se krije. Zaigraj so pogačavoraga, sedom moma što ja sakam. Ajde, da pa nabije, ta sreća majko ne se krije. Zaigraj so pogačavoraga, sedom moma što ja sakam. Ajde, da pa nabije, ta sreća majko ne se krije. Zaigraj so pogačavoraga, sedom moma što ja sakam. Ajde, da pa nabije, ta sreća majko ne se krije. Zaigraj so pogačavoraga, sedom moma što ja sakam. Nalej, me anđike nalej, od rujno to vino. Nalej, od rujno to vino. I nije smedeca na majka ta zemlja, na majka ta zemlja, na Makedonija. I nije imale pravo da živene. Ako umram ili zaginam, nemoj da me žalite. Napite se rujno vino, skršete gi čašite. Verni drugari, pesna zapejte, mene spomne.
zaginam, popne moj da vikate, vi je na grob, da mi dojte, oro da zaigrate. Verni drugari, pesna zapejte, mene spomnete. Verni drugari, pesna zapejte, mene spomnete. Pesna zapejte, mene spomnete. Vidov tebe i se zaljubiv i sakam da te imam jas i srce vol da ti go podaram, pak ne možam se da iskažam i srce vol da ti go podaram, pak ne možam se da iskažam. Glas od tvoj angelski, a zborovite ti se nežni i teško mi je da te slušam jas, srce imam noge prepukne i teško mi je da te slušam jas, srce imam noge prepukne. Kaži Rajne, kaži dušo, koj ti nišan stori, koj ti nišan stori Rajne, na belo to lice, koj ti nišan stori Rajne, na belo to lice. Nel me pitaš, stara majko, pravo ke ti kažam, pravo ke ti kažam, majko, bez da te izlažam. Pravo ke ti kažam, majko, bez da te izlažam. S nošću
truse za naumeta. Tuka mi te dava truse za naumeta. Следува убавата и нова песна од група Фортуна со Мартин Стојановски под наслов на песната Птицо Бела. Да ја слушнеме. Kaj si moja ptico bela, kaj si što te nema, kaj mi odleta. Ležam ptico sami daže, ovoj život laže, go prokonuva. Bez neja celim nogi pijam, celim denoj spijam, samo da ne ja mislim i da ja zaboravam. Odi letni ptico bela, prekusite neba, pronajdija. Da ja prašaš ptico bela, da li kolku mene da taguva. Nemam srce ni tu sila, duša imam, nemam ništo bez neja. Samo da ne ja mislim, sakam da zaboravam. Kaži što si čula, što si videla. Solza roniš ptico bela, a ber ti mi nosiš bolna legnala. Nemam srce ni tu sila, duša imam, nemam ništo bez neja. Celi nogi pijam, celi denoj spijam, samo da ne ja mislim i da ja zaboravam. Nemam srce ni tu sila, duša imam, nemam ništo bez neja. Celi nogi pijam, celi denoj spijam, samo da ne ja mislim, ama to ne moža. Godini zaludni, na troški ljubov potrošeni, dadov se, no za mene ostana srca skršeni. No ti, štom ti se pojavi, kako od sonda se razbudi. Ajde, stopi se do mene, nemam
i ne žala, no srcevo i dušava, samo za tebe ih sočuvav. O, štom ti se pojavi, kako od sonda se razbudi. Ajde, stopi se do mene, nemam veke vreme, tugi solzi da brišam ja. Ajde, ostani so mene, nemam veke vreme, ljubov ta za nas žive. Ajde, stopi se do mene, nemam veke vreme, tugi solzi da brišam ja. Ajde, ostani so mene, nemam veke vreme, ljubov ta za nas žive. Se smiram jas, vino ženi i kafani, taka živeam. Poem ja sum i kebidam, duri postojam. Muzikanti pesna ajde, da nazdravime. Ne možem ne, bez da peam da se veselam. Ne sakam tako život ja zda živeam. Ne možem ne, da bi da miren ja zvonokite. Ne sakam doma da sum ja zvonokite. Sakam taka pravam, se doruživam. Srce, duša mi se polni, so drugarite. Merak pesna do sabajle, duri osamne. Ne možem ne, bez da peam da se veselam. Ne sakam tako život ja zda živeam. Ne možem ne, da bi da miren ja zvonokite. Ne sakam doma da sum ja zvonokite.
сакам тако живот јас да живеам. Не можам да бидам мирен јас во ноките. Не сакам дома да сум јас во ноките. Милна река тивко тече, животот го влече, ке си зема млада мома, судбина ми рече. Милна река тивко тече, животот го влече, ке си зема млада мома, судбина ми рече. Стар сум, дедо, немам гајле, ако бегаш ти од мене, ке си најдам фајде. Стар сум, дедо, немам гајле, ако бегаш ти од мене, ке си најдам фајде. Пак да морам да се женам, како вера нема, чудна жена арно пее, цела куќа греje. Пак да морам да се женам, како вера нема, чудна жена арно пее, цела куќа греje. Стар сум, дедо, немам гајле, ако бегаш ти од мене, ке си најдам фајде. Стар сум, дедо, немам гајле, ако бегаш ти од мене, ке си најдам фајде. Ако љуба млада мома не ми е за дома, пак да бирам друга жена, како вера нема. Ако љуба млада мома не ми е за дома, пак да бирам друга жена, како вера нема. Стар сум, дедо, немам гајле, ако бегаш ти од мене, ке си најдам фајде. Стар сум, дедо, немам гајле, ако бегаш ти од мене, ке си најдам фајде. Да проследиме нешто од вестите од Македонија. Силјановска Давкова го прогласи за отворено 27-то светско првенство во ракомет за средношколци. Во младите ракометари таа гледа не само представници на нивните училишта, градови, држави, туку витези во спортот што честно победуваат, достоинствено го поднесуваат поразот и секогаш го почитуваат противникот. Председателката Гордана Силјановска Давкова вечерва на плоштадот Македонија во Скопје го прогласи за отворено 27-то светско првенство во ракомет за средношколци, на кое што учествуваат околу 700 млади ракометарки и ракометари од 20 држави од светот. Во своето обраќање Силјановска Давкова подсети на македонските ракометни успеси, меѓу кои и историскиот настап на македонската репрезентација на Европското првенство во 2012 година, како и европските титули на Вардар во 2017 и 2019 година и успесите на Кометал Ѓорче Петров. За нас,
Ракометот не е само спортска дисциплина, туку и дел од националниот идентитет, извор на гордост, мегдан на кој што со години достоинствено се представуваме. Се изненадија генерации спортисти кои станаа пример за дисциплина, одговорност и тимска игра, а токму тие доблести имаат и поширока вредност, зашто подеднакво се потребни и надвор од теренот, во општеството и во секојдневниот живот, нагласи Силјановска Давкова. Додавајќи дека за неа ракометот повеќе од игра, животна филозофија во која што спојуваат дисциплината и страста, разумот и храброста, личниот напор и колективниот дух. Во младите ракометари таа гледа не само представници на нивните училишта, градови, држави, туку витези во спортот што често победуваат, достоинствено го поднесуваат поразот и секогаш го почитуваат противникот. Прогласувајќи го 27-то светско првенство во ракомет за средношколци за отворено, Председателката подсети дека Скопје е град со долга историја, култура и космополитска енергија и престојна Европска престолнина на културата во 2028 година и дека ќе ги пречека искрено и топло како што деликува на добар домаќин. Во продолжение и интегралниот говор на председателка Силјановска Давкова. Таа вели: со особено задоволство ве поздравувам вечерва овде на плоштадот Македонија, каде што ќе го означиме почетокот на 27-то светско првенство во ракомет за средношколци. Не постои посоодветно место за отворање на еден ваков настан од просторот кој што повеќе пати пулсирал во ритамот на ракометот, памети големи победи, френтични прослави и мигови во кои што спортот успевал да ги обидени граѓаните. Да подсетам, во 2012 година, недалек од порта Македонија, ја пречекавме македонската репрезентација, предводена од капитено Кире Лазаров, по извонредниот настап на Европското првенство, каде што го освои високото 5-то место. Тој успех не беше случаен блисок, туку резултат на макотрпна работа на генерацијата, што значеше да игра со ум, со мерка и со самодоверба. Тогаш македонските ракометари докажа дека во спортот нема мали и големи држави, туку само храбри срца, јасна цел, силен карактер и некополеблива верба во сопствените можности. 5 години подоцна на истото место повторно се славеше историски подвиг. Македонскиот ракометарен клуб Вардар стана европски шампион, а во 2019 година уште еднаш се искачи на врвот на ракометната Европа. Со тие величествени триумфи се потврди дека македонскиот ракомет има капацитет да се надпреварува со најсилните европски клубови. Неделава Скопје ќе биде дом на над 700 млади спортисти од 20 држави, обединети од страна кон ракометот. Во разноликоста на јазиците, богатството на културите и развиорните знамења се манифестира вистинската моќ на спортот, да создава здрав дух, да поттикнува извонредност и да ги заближува младите. Ракометот е редок спој на брзина и разум, сила и мерка, индивидуална смелост и колективна прецизност. Во него нема мирување, нема скриено место, нема можност никој да остане настрана. Топката патува брзо, одлуките уште побрзо, а секоја грешка веднаш станува предност на противникот. Голманот брани како последна линија на надежта, нападот гради простор таму каде што навидум го нема, а последните секунди наретко носат повеќе возбуда отколку цели надпревари во други спортови. За нас, ракометот не е само спортска дисциплина, туку и дел од националниот идентитет, извор на гордост и мегдан на кој што со години достоинствено се представуваме. Се изненадија генерации спортисти кои станаа пример за дисциплината, одговорноста и тимска игра, а токму тие доблести имат и поширока вредност, зашто подеднакво се потребни и надвор од теренот, во општеството и во секојдневниот живот. Не случајно се вели дека ракометот е
своевиден микроскомос на теоријата на општествениот договор. Во него личната амбиција се подчинува на заедничката цел и индивидуалниот талент добива вистинска вредност кога е ставен во служба на тимот. Истовремено, тој има драгоцена улога во развојот на младите, бидејќи поттикнува соработка, меѓусебна доверба и учи дека разликите и конфликтите може да се надминуваат во интерес на општото добро. Затоа ракометот е повеќе од игра, животна филозофија во која ще се спојуваат дисциплината и страста, разумот и храброста, личниот напор и колективниот дух. Не можам, а да не кажам дека ракометот има посебно место и во мојот живот, бидејќи расте покрај сестра ми, која беше ракометарка. Така, одблизу го познава светот на тренинзите, одрекувањата и упорноста. Како жена, со особена гордост, се посетувам дека и женскиот ракомет остави длабока трага во македонската спортска историја. Во 1997 година Индира Кастротович беше најдобар стрелец на светското првенство. 5 години подоцна кометот Ѓорче Петров ја освои Европската лига на шампионите. Со овие успеси македонскиот спорт доби нова димензија, а многу млади девојки пострек дека и навидум невозможното е возможно. Искрено посакувам како што нашата Индира стана дел од ракометната куќа на славите, така и некој од вас еден ден да настапат меѓу имињата што овој спорт ги памети. Драги ученици, вие не сте овде само како представници на вашите училишта, градови, држави. Вие сте млади луѓе кои преку спортот учат како честно се победува, како достоинствено се поднесува поразот и како се почитува противникот, без кого не би постојал ниту еден надпревар, ниту вистинска вредност на победата. Медалите ќе им припаднат на најдобрите, но искуството, новите пријателства и вредните спортски лекции ќе имат и ќе им останат на сите. Убедена сум дека Скопје ќе ве пречека искрено и топло, како што деликува на град што знае да биде домаќин, град со богат културен живот и космополитска енергија, која што во 2028 година ќе го носи достоинственото признание Европската престолнина на културата. Дозволете ми да го прогласам 27-то светско првенство во ракомет за средношколци за отворено. Стои во обраќањето на претседателката. Само малку за здравието. Неквалитетната вода причина за пожолтувањето на зъбите. Неквалитетната вода е една од причините за пожолтувањето на зъбите. Покрај вообичаните и општо познати цигари, кафе и чај, сметат руски стоматолози и диетолози. Електронските цигари исто така влијат непогодно. Важно е да си ја запазите заштитната набивка на зъбите во добра состојба. Од неа зависи колку зъбите ќе бидат жолти, сметат стручните лица. Диетологот Елена Соломатина нагласува дека зъбите пожолтуваат и со возраста. Во таа смисла ги препорачува млечните производи, но и да не претерувате со нив, пренесува компанијата Бигнес. На стабилизирањето на нивото на калциум добро влијае и сусамот. Богати со калциум се и сардините, макар и конзерварните, вели Соломатова. Да ги проследим уште еднаш неколку од соопштенијата. Важно соопштение од управата овде во Њукастел. Се бара помошник на свештеникот Пецо Петровски, тоест притруп, овде во нашата православна црква Пресвета Богородица Њукастел. За повеќе информација околу тоа јавете се кај председателот Саше Стојчевски на 0408 490148. Како што знаете, сите се одржува ручек во нашиот македонски културен центар секој четврток од 9:30 до 1 сато после ручек. Се игра бинго од 10 до 11:30, после се дава ручекот. Сите заинтересирани
За овој ручек јавете се кај координаторот Сузи Цветановска на 0434 429166 и кај Сузи Лајмановска на 0431 117602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Цената за овој ручек е $20 по лице со 4 врсти јадења. Да најавиме нешто ново за игралната група и македонското школо. Како што знаете, досега се одржуваше тренинг во среда, а сега од петок, 24 април, ќе се одржува часови по македонски јазик од 5:30 до 6:30, после пладне и од 6:30 до 7:30 ќе тренират игралците. Значи секој петок во нашиот македонски културен центар. Имаме нови наставнички кои ќе ги учат младите деца македонски јазик и македонска култура. Тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатното слушање од мене Пеце Вртковски. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI-FM 103.7 in Newcastle and Hunter. This is Peter Vrtkovski. Please join me next Sunday, same time. Good night.